тоа што веќе забележувам дека сме поврзани со во режијата веќе со Тиберија Килијас, кој што е наш гостин во утринското будење, предлагам да започнеме веднаш со утринското будење, подоцна со оној прилог кој што ги имаме во овие минути, односно прилозите кои што ги подготвуваме од светот. Тиберија Килијас веќе го гледаме, претседател на клуб Македонија, потсетување за оние кои што можеби не знаат, иако верувам со оглед на сите оние и разговори кои што сме ги имале во минатото, но и големиот број на љубители на олдтаймери, добро познат за македонската јавност. Тиберија, добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Убаво утро посакуваме и се разбира, верувам, ова беше и добар старт на новата работна недела. Веќе во ова вторнично утро можеме да ги искористиме овие минути и да ги информираме гледачите со оглед на тоа што клубот постои 16 години или ја одбележавте 16 годишнината токму во април годинава. Тоа значи дека зад вас голем број активности, патувања, изложби, сето она кое го зголемува адреналинот или да речеме страста на љубителите на олдтаймери, особено на оние кои што имаат буби олдтаймер, но и други активности кои ги имате во овој период. Па би почнале ајде со роденденската прослава или тоа како помина оваа година, а потоа и сите оние други настани кои следуваат потоа. И среќна 16, ќе честитам уште еднаш за убавите 16 години. Благодарам, фала многу. Оваа година ми беше драго што успеавме да добиеме после долг период на чекање од град Скопје одобрение да паркираме близу до плоштадот Македонија значи од Триумфалната капија до Лате Раца некаде. И навистина денот ни се погоди, беше прекрасно и гостите што дојдоа од Македонија и од соседните земји, навистина сите заедно уживавме, а верувам и граѓаните уживаа кога ги паркиравме ете возилата што ги бубите што ги покажувате на сликата пред до плоштадот Македонија, нели? Кај што се собравме и ми беше драго што имаше една пријатна атмосфера, дружба, многу фини луѓе ни дојдоа. Времето ме послужи и тој 3-дневен настан што го организиравме од Буба клуб Македонија беше успешен, зашто од луѓето што беа гости добивме позитивни критики, тоест позитивни зборови. И тоа многу ми значеше што ми влева елан и желба да продолжам понатака со колегите да организираме овакви настани баш за љубители на олдтаймерите, особено на Volkswagen Буба. Интересно дека автомобил кој што е стар повеќе од половина век и до ден денешен вистина собира огромна публика во светот. Што има толку Бубата како автомобил што толку фасцинира? Не знам, веројатно ако ја познава мојата добра сестра, таа секој пат вели фасцинантна или самиот дизајн и впечатлив изглед. Веројатно нешто што правело дистинкција во некој период во светот на нели да кажеме дизајнот на автомобилот. Меѓутоа денеска после толку години покрај тоа што имаме да речеме нели електрични возила, какви се не можеби денеска нели дизајни, префинети и така натаму, што е тоа што Бубата толку носи една посебна фасцинација и таква една душа кај фанатиците? Да, па за мене е вонвременскиот дизајн, шармот, мирисот на кабината, звукот на боксер моторот, решенијата, техничките решенија што ги направиле во тој нели минатиот век од 38, ајде да речем натака, од 45-та па натака, кога влегол масовна продукција Бубата и кога се патува со овие возила, едноставно се враќам во времето. Кога биле поедноставни нештата, на друг начин изведени и чувството што го буди додека возам ме релаксира, ме исполнува и ми е само катализатор да кажам Бубата е едно средство за да пропатувам на нови места кај што не сум бил никопат и да запознам прекрасни луѓе по пат и таму кај што ќе стигнам на дестинација и верувам и се надевам дека ќе делувам во олдтаймерскиот свет и понатака и со многу години и преку Буба клуб Македонија индивидуално
А ќе заслужиме дека и покрај сите можеби фасцинатни дизајни кои што ги гледаме нели било каде во светот, поминете со буба, вие апсолутно знаете дека очите се вперени во вас. Особено ако имате некој добар впечатлив дизајн, боја, па внатрешната галантерија малку нели да речеме прави некаква разлика, па ќе си ставите некој свој дух во возилото, мислам дека да појдете било каде, очите се во вас. Секој собственик на Volkswagen буба и комбе, Volkswagen комбе, исто така си ја прави по своја желба бубата, возилото е како што гледате на сликите, има една темно сива боја на буба таму позадина со Fender гитара, звучник појачало ствари и човекот така ја вози бубата текот на цела година. И е многу впечатлив. Или бубата црвена што е кабриолет направена на времето во Хрватска, кај што е оваа црната буба на пример со посебни не е фабрички ова е посебна фирма кај што правила од калапи до датоци за да изгледа така модерно. Еве ја на пример на мојата буба имам ставено кровен сончев кров со нели као шивер да се отвара за да ете можам да уживам во цабали приквечер нели. И секој си ја прави на свој начин бубата и особено нели и луѓето кога ќе поминеме со кола да ќе возиме некаде во град или на автопат, ќе ни свирнат, ќе не поздрават, ќе ни мафтат, ќе не сликаат и така да е убава и таа енергија која ќе добиеме нели од луѓето. Да, сме зборувале многу пати токму за таа енергија и за жилбата да се поседува и да се вози еден олтајмер и убаво споменате вие тоа е буквално враќање во минатото, ако може така да се каже или на еден начин. Впрочем и гледањето на бубите и на изложбите кои што ги правите исто така секој од нас го враќа во минатото. Онако е интересно е дека и дружбите се и чести, но и патувањата исто така. Неодамна исто имавте една дружба која што ја споделивте на социјалните мрежи, поточно на вашата Facebook страна, каде што и дел од фотографиите се токму таму, дружба во природа, нешто што често се случува не само во рамките на или во границите на нашата земја, туку и надвор, ако зборуваме за патување и за дружби со други клубови или членови и оние кои што имаат олтајмери. Па како сте по тоа прашање во текот на овие летни денови, што е она кое што е актуелно во моментов? Да. Во меѓувреме после роденденот имавме прослава на Светскиот ден на бубата на 22 јуни, поточно 21 јуни беше пошто падна недела, кај што се паркиравме во централно градско подруčje на плоштад Јадран, а потоа следен собир кој беше надвор од Скопје и за мене прв собир оваа година кај што излегов надвор од Скопје со бубата беше на Пониква над Кочани нели во организација на фамилија Јовановски, кој што традиционално веќе по 7-ми пат организира Air Cult, они го викаат Air Cult собир на Volkswagen возила, кај што се собираат луѓе од меѓународен собир од неколку држави и повеќето кампираат, кои спијат во своите комбиња, кои што имаат нели кровен шатор или на шатори на земја, и некој дури имам некој еден двајца знам што спија во буба. Што е многу интересно и мене ми е фасцинантно како да се спие во буба, но ете функционира човекот и се адаптира така. Прекрасно се поминавме, да, едноставно отидовме се дружиме со преку бубата, се дружиме со тие прекрасни луѓе, се одморивме со сопругата, со децата кај што појдовме и навистина тој викенд ги наполнивме батериите, можам да кажам. Се помина во најдобар ред. И претходно среќа ми се случи да кажам салата за газ ми пропадна, се скина, што е да речам нормално се за стари години, коли по некој време и тие нели попуштаат, но беше промена која се случи многу кратко, лесно се променува, тоа е интересно кај старите коли што лесно се поправат, можеш и по пат да ги попреш. Мене среќа ми се случи во Скопје, така да лесно беше да се замени, иначе не беше проблем да го правам по пат. Имаш искуство и со тоа, нели? Правењето по пат, па дури кога си во странство. Да, една карактеристика за олтајмерџиите што сме со стари возила, сите се носиме делови резервни, дошто се специфични. Нели, не може да застанеш покрај пат или да појдеш некаде да продаме за автоделови, туку така да неш некој дом, се по-специфични.
Па, он е потрошен материјал, да речеме, што е за ситна работа, да ни помогне во моментот, за да не мора да останеме покрај патот, да не шлепаат со шлеп возило, се ги носам така да мирно спијам, што се вели, и секој пат не само за мене, него и за моите пријатели, колеги што патуваат со мене, и за нив носам, и се грижам и за нив, што се вели, за да се колоната продолжи до дестинацијата, кај што сме тргнали. Тиберијас, имаш информација, статистика, колку примероци се произведени од Volkswagen бубата и кој е можеби најредок примерок кој што го имаме во Македонија? Така, на светско ниво до 2023 година официјално сте фабрики што се произвеле, последна беше во Пуебла, Мексико, кој што ги произведуваше до 2003. Има повеќе од 10-15 милиони? 22 милиона. Тоа е сериозна бројка. Да, а најстарата во Македонија имаме најредок примерок кој што го имаме. 1952-53 година, но не се регистрирани. Се уште се во процес на реставрација. Да, имаме, да, тие се со две стакла, карактеристични ги се од позади позади со стаклото, не е едно стакло, него се две стакла. И тоа е една карактеристична до 52-53 година ги произведувале, после тоа ги викаат овал, кај што станно стакло е овално, и потоа веќе ги зголемуваат за нели стакла, да речеме, тоа нека по-крупна карактеристика. Да. И на крајот или во последниве минути само ќе се информираме за можеби она кое што го планирате во предстојниот период или до крајот на летото, во текот на летната сезона, и информација можеби за оние кои што имаат некаква желба да станат членови, можеби имаат, иако вие се знаете меѓу себе, но дали е отворен клубот, е прашањето кон нови членови и колку всушност досега членуваат, дали тоа се зголемува или останува таа константна бројка? Така. За сега клубот е со истиот број на членови, 13 члена сме. Отворен е клубот за нови членови, се разбира. Љубители на Volkswagen Буба автомобилот, дури да не бидат, нели, да немаат, имаме таков член во статутот, дури да немаат кола, секако може да бидат членови, симпатизери, подпомагачи. Планот на клубот е сега, преходниот викенд земавме учество на прв пат за мене на собирот, на олтајмерскиот собир за Volkswagen, специфично во Печинци, Србија. Тоа е некаде 500 километри помеѓу Шабац и Белград. Бевме таму и супер се поминавме, беше навистина убав собир, времето беше прекрасно, отидовме на некои места што викам, никој пат не ми паднало на памет да појдам, а едноставно преку домакините ќе не прошетаат, нели, како локалци, ќе ни покажат прекрасни места, прекрасна природа, видовме резервати, зоолошка градина со екзотични птици, лама и така натака со децата, значи преку олтајмерскиот клуб Буба клуб Македонија ми помага да поминам, да отидам, нели, да запознам нови луѓе и нови места да појдам. И по текот на летото сега ќе биде следен собир во Биелина, на 14 и 16 август што планираме да земеме учество, и здраве се надам, може некои колегите ќе земат учество и во Шабац, собират ќе видиме. Да. Ќе бидеме, верувам, во тек со овие нови активности и за сето она кое што ќе го правите или ќе се случува па и до крајот на годината. Одлично доживување и може секогаш по ваков разговор да кажеме блазисим, но некои што имаат можност да патуваат на тој начин со олтајмерите, меѓу другото и да се реализираат тие дружби, но и да се задоволи, се разбира, таа пасија која што се има кон олтајмерите или конкретно кон бубите. Па идејата ни е всушност и ова твое вклучување да предизвика и особено внимание, ако некој подзаборавил дека постои сепак некакво членство за оние вистински фанатици кон Буба, а и ќе подсетиме дека во големите светски европски градови вистина олтајмерите се третираат како техничко и културно наследство, па веројатно ова е твојот начин со твоите колеги и пријатели да го правите истото и создавате, така што честитки уште еднаш, Тиберијас. Благодарам, фала многу. Продолжуваме понатака, во септември го имаме традиционалниот пикник што го организираме преку клубот, и понатака во пред нова година го имаме предновогодишен собир. Да, ќе се видиме. Секако фала и многу. Ќе се видиме сигурно тогаш, така да кажам. На поканата.
Ви благодарам и ви посакувам пријатен ден. Пријатен ден и успех со она кое што го правите.